Турските агростручњаци се задоволни од првите резултати од истражувањето кај турските сорти ориз проведено минатата година во услови што ги нуди Кочанската котлина. Представници на Агенцијата за развој ТИКА велат дека приносите и квалитетот на сорти од Турција кои се одгледувани во Кочанското поднебје се значително подобри од оние кои доминираат во структурата на сеидба кај земјоделците, и тоа во речиси сите параметри. Еве што за првичните резултати из проведени анализи велат нивните агростручњаци. Şimdi ilk yıl yapmış olduğumuz Значи, според опитот што беше и демонстрацијниот и рандомизираниот што ги донесовме, ние сме задоволни од приносите што овде се покажа, без разлика што е таму, мислам, климатското поднебје е слично, но на ова добро се прилагоди. tabii bizim beğenmemizden ziyade И сортите што ги донесовме да се покажаа сите добро, и кај производителите и во опитнава станица, но ќе треба 2 години за да ја дефинитивно кажам која сорта најмногу би одговарала во Македонија. Makineyle ekiyorlar genelde. И проблемот не е во сеењето, дали се сее рачно или со механизација. Во Турска механизацијата е на ниво, значи се сее со ласерски, но проблемот за рандманот е, како што рековме, тие три работи: време на сејба, ова климатските поднеби и времето на жетва. Најмногу е битно времето на жнење. Yani bu bizim çeşitleri Значи на време да се добие висок рандман, на време да се ожнее, потоа да биде влажноста колку што треба и да има машини и да има силоси за сушење, да не се суши рачно, за да не се изгуби процентот на рандманот. onlar da yaptıkları Со проширувањето на површините и примена на нови сорти, турците очекуваат на крајот од овогодишната производствена сезона да добијат уште подобри резултати. ama şu anda burada çiftçilere tohumları da Значи од овие оваа година донесовме од сите тие 8 кои мислиме кои дадоа најдобри приноси, и од овие 8 сега што ќе се дадат на производителиве, ќе се види која би можела да биде најпогодна за Македонија. Мада сите се во глобала добри. şunu da Значи, проектот беше наменет и со тоа што не само да произведуваат за Македонија производители, за да можат да го извезуваат. А за да можат да го извезуваат, им треба со повисок рандман, без разлика дали околу земјите во Македонија, дали во Турска, мора да е со повисок рандман. Тоа го постигнавме, Значи со секој производител со 50% и више произведува за да извезува. Со турскиве сорти се надевам дека тоа ќе се постигне многу лесно, затоа што има висок рандман. И нашите стручњаци оценуваат дека со воведувањето на турските семења и технологии, оризопроизводството ќе направи значаен чекор кон попрофитабилно производство. Првичните резултати можам да кажам дека најголем број од сортите донесени од Република Турција најпрво се повисоко приносни, значи во споредба со стандардната сорта Сан Андреа, која е најраширена во Република Македонија, потоа дават повисоки рандмани, што значи дека се добива и повисок принос на белориз, што како крајен резултат е подобар финансиски ефект за фармерите, односно за земјоделците. Потоа тоа се сорти кои се 10 до 15 на дена порано, значи можат да се сеат во рок закаснат, а додека сортата Сан Андреа, ако се закасне, не бидејќи со долга вегетација негде околу 150 до 155 дена, значи ќе се појават проблеми при вегетацијата ако се закасне со сидбата. Овие сорти се порани, може да се посеат нешто и покасно, но не им смета, значи, во оптималниот сидбен рок да се посеат и треба да се посеат во оптималниот рок сидбен, за да се добијат квалитетни и високи приноси. Треба да се истакне дека Кочанското поднебје е интересно и за други оризопроизводствени центри во Европа, кои имаат намера да ги истражуваат условите и да воведат нови високородни сорти ориз, кои ќе ги задоволува критериумите на западноевропскиот пазар.